Добар ден, почитувани наши љубители на ликовната уметност и добре не дојдовте во холот на галеријата при Дом на култура Иван Мазов Климе. Имам огромна чест и задоволство да ја отворам денешнава изложба на нашиот познат ликовен уметник и колега, магистар Владимир Тимков. И можам само да кажам дека ова изложба е прва за оваа година во галеријата при Дом на култура Иван Мазов Климе. Во ова време, не време, кога пандемијата се уште зема замав, можеме да видиме дека овој човек има инспирација да твори, се уште твори и тоа можете да го видите, сведоци сте на денешнава изложба, која што самиот наш уметник вели дека темата му се боите од небото и водите од тиквешијата. Насловот на изложбата "Големи и мали" ме потсети на една книга за деца, која што е напишана нашиот познат македонски писател Бошко Смаќовски, и самиот наслов е "Големи и мали". Нашиот уметник, авторот на денешнава изложба, вели дека токму темата што ја ставил за денешната изложба го потсетувала на времето кога тие биле мали и си играле на улицата. Сакам да го поврзам тоа што нашиот писател на Бошко Смаќовски, "Големи и мали", напишал токму таква иста приказна за на улица Караорманска, каде што децата си играле и постоел Диме такси. И во нашава приказна има еден Диме, кој што е всушност брат на нашиот ликовен уметник, и како што е во таму во приказната ги разнесува сите таму ваму, така да е нашиот Диме, тоа го прави успешно. Меѓутоа, можам само да му посакам на нашиот колега и уметник да твори и да има инспирација како досега, да не благословува со неговите убави дела. Се надевам дека ќе уживате во изложбата и ви посакувам да се чувствувате убаво. Почитувани гости, почитувани ликовни уметници, љубители на уметноста, добар ден и добро ни дојдовте на овој убав ден. Во време на глобална пандемија, кога сите скоро општествени активности се под значајни рестрикции, ние како институција продолжуваме со работа, секако почитувајќи ги протоколите за работа кои што ни ги дава Министерство за култура Република Македонија. Бидејќи Дом на култура е универзален центар со богата и разнообразна дејност, наследник и продолжител на богата културна традиција. Полека, но сигурно, се појавува и недвосмислена потреба преку културни настани да се зачуваат културните вредности на нашето општество, кои пак на сите нас ќе ни дадат сила
радост, желба и мотивација за творење и натамошно успешно битисување. Во контекст на ваквите новосоздадени привремени општествени околности, кој, ако не најповикан во нашиот град, ако не е тоа магистар Владимир Темков, кога, ако не сега, да повика на културно раздвижување со изложба на негови уметнички слики во нашата галерија при Дом на култура Иван Мазов Климе, насловена како Големи и мали. Со соодветна несебична поддршка на вработените во Дом на култура, со музичко-инструментална поддршка на настанот, со читање на поезија од страна на нашите гости, ја отвараме оваа изложба насловена Големи и мали. Со таквата сестрана културолошка логистика, овој настан ќе добие формат на мултимедијален културен настан, кој очекуваме дека ќе добие свој соодветен поширок одглас во културната јавност на нашата држава, а со тоа и соодветна презентација пошироко во нашиот регион. Драг наш колега Владимир Темков, ви посакувам уште многу повеќе творење, уште поголем успех, добар живот и многу здравје. Добар ден на сите. Насликај го зборот оној кој те мачи, види каде те покачи врисокот. Насликај го болот што ти тежи и види што ти лежи низ битисот. Зборот одболи го, болот одзбори го, како поетот. Качи се горе и влези во сликата, како сликарот да си предпознатлив. За ликот и делото еднаш одамна напиша Петар Наневски. Кога времето застана со ковидот, се отворија портите на индивидуалното творештво на Владимир Темков. Во овој творечки циклус, насловен како Големи и мали, нурнете длабоко во секое негово дело и пронајдете ја тивката и неразбранувана вода на тиквешијата, нашето сонце и колоритот на нашето небо. Владимир Темков, како и цел свој живот, така и денес се поигра со сложеноста во еднаквоста и едноставноста. Големи и мали, како приказна од детството, како играта и џагорот на малските фраери, како слободата, ете така едноставно Владимир ја постави и ова изложба, како тоа да е најлесната работа на светот. При тоа, не водејќи сметка дека неговата леснотија за многумина од нас е тешка индустрија. Или пак мудро си подигрува со чувствата, а во исто време и со времето, кое за овој ков на уметници тоа ништо, ама баш ништо не значи. Сликарството е првата љубов на Владимир Темков. Сликарството е имагинарниот свет на неговото царство и љубовта која му е возвратена несебично од неговото семејство и пријатели, испишано како животен бестселер. За возврат на секој момент вреден за паметење, тој ќе наслика момент. И не само тоа, тој моментот во исто време ќе го зароби за навек. Така, Владимир Темков и неговите платна си ветија вечна љубов, кои ќе се прераскажуваат и после нашето постоење. Владимир Темков во моите очи. Неговата творба е моја возбуда. Неговиот нов потек е моја инспирација. Неговата слика на мојот зид е мир на мојата душа. Неговото семејство е и моје семејство. Неговите пријатели, луѓе со трајни вредности. Неговата болка е и моја тага. Неговата радост е моја среќа. Неговата идеја е моја нова радиоприказна. Твори, пријателе, патот ќе го доодиме заедно. Создавај и оставај траги во времето и љуби. Љуби како што ти знаеш само како, исто како и досега, со целото твое срце и душа. Ако Македонија е библиска земја, Владимир Темков шефето е сигурно нејзината последна религија. Повели, мои пријателе, и уживајте вие во прекрасниот ден, дами и господа.
барем онолку колку што јас уживам во истиот. Добар ден. Ова може би е моја 100-та изложба. Самостојна. Ама за прв пат осеќам не е трема, осеќам возбуда. Возбуда која што ме води кон еден пат на моето творештво, пат кој што отвара видици во тиквешкото небо, тиквешкото сонце и водите кои што го окружуваат тиквешијата. Најверојатно едно од тие главни и моментални инспирации во моите дела кои што ова последна година јас како автор се обидувам на еден абстрактен начин да ги скротам во моите платна, да ги доведам во ситуација да бидат малку препознатливи, малку не, да го сменам колоритот на небото, да ја сменам длабочината на водата и да ја прикажам онака како што јас ја чувствувам. Најверојатно некои од вас тоа ќе го препознаат во овие дела, во овие платна. Некои ќе се запрашаат кој е овој мотив, каде се наоѓа овој простор. Тука е до вас е, во вашите срца, во вашите очи. Многу луѓе паднаа во депресија кога пред една година во Македонија се застана времето, застана часот, прогласија воредна состојба, карантини. Јас го најдов мојот мир во тој карантин, во моето ателје и резултат на тој мир и на тоа творештво се овие дела кои што овој ден денеска вие ги гледате овде. Големи и мали. Грандиозноста на едно творештво сигурно е во еден голем формат за кој што мечта е секој еден автор. Формат кој што, буквално кажано, и не можеш да го сместиш во своето ателје, камоли пак да почнеш да го сликаш или да го црташ. И многу од луѓето се фалат со тие големи слики и како направиле голем формат. Јас се обидов и едното и другото. И големиот формат и малиот формат. Овој зид позади мене е суштината на насловот на оваа изложба. И сакав да покажам на обичниот гледач дека големината на творештвото не е само да имаш голема слика и голем формат, дека во еден мал формат можеш многу поголема приказна да покажеш отколку во еден голем формат. И тие слики, 4 мали слики позади мене, гордо стојат до оваа голема слика. И покажуваат една приказка, еден живот кој што сигурно 60 години, 60 некоја година го осликуваат моето творештво. Се мислев дали оваа изложба да ја правам баш овака како што сега ја направив,
или традиционално како што ги правевме годините наназад, со многу луѓе, многу народ, навечер во една убава атмосфера. Ама убавата атмосфера и денеска е тука. В суштина атмосферата ја правите баш вие. Вие кои што сте овде во оваа галерија и кои што со мене ја делите радоста. И затоа ви благодарам што сте тука со мене. Благодарам на моето семејство кое што цело време е присутно во моето творештво и ме поддржуваат така да имам енергија да ги направам сите овие слики. Но изложбата не би била изложба доколку не се обои со виното, со бојата на виното. А тоа ќе го направиме после разгледувањето на оваа изложба во дворот на Домот на културата. Имаме вино кое што чека да го дегустирате и малку храна да ја пробате. Ви благодарам. Честитки. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.